Насловна страна на денешниот дневник. Охрид се полни со гости за продолжениот празничен викенд. Велики петок, најтешкиот ден во годината за христијаните. Рехабилитацијата на патот Охрид Свети Наум ќе биде завршена до стартот на летната туристичка сезона, уверуваат надлежните. Мапирани и исчистени 9 поголеми и 14 помали диви депонии во Охрид. Украина и САД потпишаа меморандум за договорот за ретки минерали. За најавените и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска е Велики петок, најтажниот ден во годината кога христијаните се сеќаваат на страдањето и смртта на Исус Христос. Верниците ги посетуваат црквите каде во молитва се подготвуваат за радосната вест за воскресението на Спасителот. Велики петок или Распет петок е најтажниот ден за христијаните. Овој ден е посветен на спомнувањето на осудувањето на смрт, крстните страдања и смртта на Спасителот Исус Христос. Овие два дена, односно моментот кога
Христос е положен во гроб, ние треба како луѓе да сме најсмирени и всушност ние треба да сме најпонижени, бидејќи Бог за нас се понижи, а што пак ние можеме да направиме за Бога ако не сме смирими или понижиме барем во границите на нашата човечка можност или мудрост која ја имаме или која ни е дадена преку Евангелието и преку Светото Писмо, преку богослужбите и преку преданието на црквата. Смислата на целото доаѓање на Господа Исуса Христа во тело беше токму да се роди, да не научи и на крајот токму така да пострада и на крај да воскресне и преку тоа ние да го заслужиме и сеопштото воскресение ако е негова милост. Времето на смртта и симнувањето на телото Господово од крстот во црквата се одбележува со вечерно богослужење и со посебен ритуал на изнесување на плаштеница на посебно украсена маса пред олтарот, кој го символизира гробот на Христос. Православниот канон за Велики петок предвидува строг пост, а многу верници на тој ден ниту јадат, ниту пијат вода. Покрај постот на денот на христијанската жалост не се работи. Кога зборуваме за Велики петок, ние кога ќе ги читаме Евангелијата на страдањето, односно 12 страдални Евангелија и всушност кога ќе пристапиме кон распнување на Господа Исуса Христа во еден символ на богослужбата, ние всушност си спомнуваме за оние најстрашни настани што го погодија човештвото откако постои. Православните храмови во Охрид се исполнети секој ден од страдалната седмица. Верниците присуствуваат на утрени и вечерни богослужби и се подготвуваат за радосната вест на воскресението на Спасителот. За Великден се подготвуваме, идеме секој ден во црква, цела недела има вечерни молитви. Па се подготвуваме со пост и чекаме нормално причеста и да почнеме со кршење на јајца за многу години. Постам све редовно, мислам секоја година. Јас сум сега веќе не скоро, него 90 година ми е сега и кога можам идам. Полека идам, ама не можам стално. Ама денеска дојдов да се причестам. Колку појка имаш луѓе, толку поубоја. Јас сум сега сама, децата ми се скопија, фала му на Бога, иде да ме видат. Покрај посетата на храмовите, граѓаните се подготвуваат да ја прослават радоста на воскресението во своите домови со најблиските на празнична трпеза. Утре на Велика сабота во црквите се служи последната литургија во подготвителниот период за Великден, а на полноќ ќе биде објавена радосната вест за воскресението. По традиција и оваа година централната богослужба за Великден во сабота навечер ќе биде на Плаошник во црквата Свети Климент и Пантелеимон. Богослужби ќе има и низ сите останати црковни храмови во Охрид. Охрид се полни со гости за великденскиот продолжен викенд. Покрај домашните гости, најбројни се посетителите од соседните држави кои во охридските храмови ќе ја чујат веста за Христовото воскресение. Хотелските капацитети исполнети до 60% бидејќи се работи за верски празник кој се слави дома. Охрид, балканскиот Ерусалим се полни со гости кои овде ќе го одбележат големиот верски празник Великден. Покрај домашните викенд гости, најбројни се посетителите од соседните држави кои во охридските храмови ќе ја чујат веста за Христовото воскресение. Професорка од средно училиште во Крагуевац, со кој Охрид е збратимен веќе 40 години, решила на Великден да ги донесе своите ученици на, како што вели, извориштето на писменоста. Идеја е била да наши ѓаци, с обзиром на тоа да сам ја... Идејата беше нашите ученици, бидејќи јас сум професор по српски јазик, во време на еден од најголемите христијански празници да го посетат градот кој е познат како колевка на кирилицата и писменоста. Таа некоја моја идеја беше нашите ученици од Србија да ги зајакнуваат врските со културата, традицијата и јазикот со оглед дека нашите јазици се сродни и користат исто писмо и едноставно наставата по српски јазик и литература да ја збогатиме со тоа што тие ќе учат за ова место кое е извориште на писменоста. Овде се луѓе осеќају ми кад доđemo као код куќи. Овде луѓето се чувствуваат како дома, тоа е една пријатна атмосфера. Луѓето се пријатни, пријателски расположени, овде се чувствуваме безбедно и добредојдени. Тоа е она што е важно, посебно за овој голем празник да се биде во Охрид. Ке го посетиме и манастирот Свети Наум, едноставно не се опишува чувството.
Угостителите имаат големи очекувања од продолжениот, според најавите и сончев, празничен викенд во Охрид. Очекувањата се големи за великденските празници, како и секоја година. Охрид е спремен и во моментов имаме голем број на туристи, а со доаѓањето на верскиот празник Великден се дојдат и нашите гости од странство, нашите гости од државата, и Охрид ќе биде исполнет до последно место. Тука е и црквата Каменско, каде што можат нашите гости и духовно да се одмарат, да уживаат во нашите пијалци, во нашите убави јадења македонски традиционални. Покрај домашните верници кои ги посетуваат храмовите во Охрид, на Великден чести посетители се и туристите кои се запознаваат со културното богатство кое го поседуваат црквите. Црквата Света Богородица Каменско, во чии рамки постои галерија на вредни икони од 18 и 19 век, е посетена од туристи од сите страни на светот. The group is from Austria and from Germany. Ние сме група туристи од Австрија и Германија на кружна тура на Балканот. Многу ни се допаѓа тука, посебно езерото. Ќе продолжиме за Тирана, но сакам да дојдам тука и да останам подолго. Доаѓам од Тајван, прв пат сум тука. Во групата има многу луѓе од Тунис, Турција, ова е мултикултурна група. I found that so beautiful. Многу е убаво тука, како враќање назад во времето низ историјата. Навистина уживам во посетата на сите овие стари цркви. Со оглед на тоа дека Великден е празник кој верниците го слават дома во кругот на семејството, хотелските капацитети имаат солидна исполнетост до 60% пред се со гости од соседството. Според најавите, бројот на туристи ќе биде далеку поголем за 1 мај, кој од секогаш бил показател каква туристичка сезона може да очекува Охрид. Од јавното предпријатие Охридски комуналец информираат дека изминатите денови пред големиот верски празник Великден ангажирана била целокупната расположлива механизација и човечки ресурси на предпријатието во расчистување на диви депонии во Охрид и приградските населби. Мапирани и исчистени биле 9 поголеми диви депонии и 14 помали, повторно создадени од несовесни граѓани кои со својот деградирачки однос кон природата оставаат негативен импакт кон сите нас кои живееме во Охрид и кон сите туристи кои не заслужуваат да ги гледаат овие слики, велат од предпријатието. Во поширокото подрачје на Охрид, Свети Стефан, Лагадин, Пештани, Љубаништа, па се до Свети Наум, се расчистени голем број диви депонии, од каде се подигнати 102 метри кубни кабаст, зелен, градежен шут и друг отпад. Во расчистување на дивите депонии во село Љубаништа, во чистењето се вклучили и екипи на Националниот парк Галичица, информираат од Охридски комуналец. Рехабилитацијата на патот Охрид Свети Наум ќе биде завршена до стартот на летната туристичка сезона, уверуваат од јавното предпријатие за државни патишта. Предпријатието издвои 613 милиони денари за поправка на овој патен правец, кој е изграден пред 50 години и врз него досега не се извршени поголеми реконструктивни зафати. Очекувањата на надлежните се дека патот од Охрид до Свети Наум, кој е еден од најфреквентните, особено во текот на главната туристичка сезона, ќе биде завршен до почетокот на летово. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека досега се завршени 85% од работите на патот и дека крајниот рок за завршување на проектот за рехабилитација на патот Охрид Свети Наум е 15 јуни 2025. Иако првично беше најавено дека ќе биде готов до март годинава. Цената на проектот е речиси 719 милиони денари. Станува збор за рехабилитација на вкупно 24,5 километри до граничниот премин Свети Наум, каде што се менува комплетно хоризонталната и вертикалната сигнализација. Се ставаат косини, се отстранува каменот и карпите, со што се зголемува видливоста, а со тоа и безбедноста на сообраќајот. Се работи и на коловозната конструкција. Има повеќе типови на интервенции и сето тоа ќе придонесе за побрз и побезбеден сообраќај на делницата, велат од јавното предпријатие за државни патишта. Делницата Охрид Свети Наум е изградена пред околу 50 години и од тогаш ова е прва посериозна санација, иако станува збор за еден важен крак од аспект на туризмот и поврзување со соседна Албанија.
Јавната установа Национален парк Галичица ги известува граѓаните и посетителите дека патот преку Националниот парк Галичица, кој ги поврзува Охридската со Преспанската страна, е отворен за сообраќај. Од Националниот парк апелираат до возачите и посетителите да се движат со зголемено внимание поради специфичниот планински терен, да ги почитуваат сообраќајните правила и ограничувањата на брзина и да се однесуваат одговорно кон природата. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!